Ни на небо, ни на земја, Ленче Куќич, овој пат во придружба на еден, како што рековме, млад наставник, што туку започнал по историја, Кире Ѓорѓев. Добар ден, добре ни дојдовте двајца. Добре ни дојдовте. И јас повторно. Добар ден до гледачите. Повторно многу поводи имаме денеска. Така е. Веќе полека си го наоѓа патот. Не знам дали примети дека и колегите позади камерите вака има убава енергија, убава атмосфера. Позитивна енергија во студиото и морам да кажам дека оваа песна ни на небо, ни на земја е повторно на Дејан Ѓорѓевски Дзене. Една прекрасна соработка, мислам, еве се гледа, што песни излегуваат. Така е. Мислам дека тука беше премиерата на оваа песна и јас реков дека ќе биде хит. Еве Зоран ми е сведок дека ја знаев напамет наизуст целата, бидејќи има некоја таква полетна енергија што едноставно не те остава да бидеш мирен. Туку Така е, така е. целата твоја енергија Ленче ставена во песната, таа позитивната. Допрва треба. Јас сум тоа што сум тоа. Допрва треба да слушнеш кога стануваме збор за позитивната енергија. Не случајно денеска можеби на некој му е чудна спојката сега зошто вака еден млад историчар заедно со Ленче, ама поводот е убав и голем. Денеска ќе најавиме, ќе промовираме тоа што Кире го работи во изминатиот период, еден документарен филм посветен на еден револуционер македонски за кој што многу малку се зборува, Ристоман Попчевски. Ајде прво, како дојде идејата и зошто токму Ристоман Попчевски да биде дел од филмот што го работите? Документарниот филм е посветен на Ристом Попчевски. Тој е локален војвода од струмичкото село Попчево. Идејата за поводот за овој документарен филм е 120 годишнината од подвигот на Ристоман и неговата смрт. Тој го извршува годинава се навршува 120 години. Да, тој го извршува подвигот на 4 јуни 1904 година, е обесен месец дена потоа на 8 јули. Инаку идејата за документарниот филм, јас нели како историчар и кој што се интересира за локалната историја на Струмица, знаев порано нели за Ристоман, меѓутоа многу малку информации има за него. Она што ме потекна да го направам документарцот и идејата за документарцот доаѓа од Иван Котев, фолклористот од Струмица. Сега само се извинувам, Кире, да гледачите гледат дел од оние видеоанимации, од цртежите и од тоа што е дел од филмот. Да. Значи филмот е направен така да речеме мултимедијално, имаме 3D анимации кои ги вклучиме. Автор на 3D анимациите е Митко Ников, студент во Словенија, кој што се нафати со ентузијазам нели да ги изработи овие анимации. Видеопродукцијата е на Столе Ангелов. За аудиопродукцијата се погрижува Иван Кукич, кој што нели е и автор на песната која што ќе ја слушнеме прв пат во емисијата. Така и Чичко Иван Котев е нели коавтор на овој филм. Што ќе правиме без Иван Котев, извинувам. Ги чува сите тајни, да, скриени. Како се роди идејата и зошто баш Ристоман, освен тоа што нема многу податоци за него, бидејќи еве искрено јас ве прашав зошто, како зад камерите, бидејќи не можев да најдам ништо за овој револуционер. Тој бил 1904 тој период по Илинденското востание, но зошто конкретно тој? Самиот повод реков нели е 120 годишнината, меѓутоа конкретно да речеме мотивацијата зошто да се направи таков документарен филм и да се започне на таков проект е поопширен во смисла да одадеме почит кон оние луѓе кои што загинале за слободата на Македонија, го жртвувале својот живот и именно во таа смисла доаѓа идејата за документарниот филм во една поширок контекст. А инаку Ристоман Попчевски можем да спомнам за него, значи тој е човек кој што извршува динамитен напад, бомбашки напад во 1904 година на железничката линија Скопје-Солун. Тоа е по Илинденското востание, нели, од вака наопшто кажано во периодот после Илинденското востание Македонија е јаболка на раздор. Овде имаме странски пропаганди, имаме странски представници кои што нели се овде да имплементираат реформите кои што треба да се спроведат од османлиските власти после востанието. И во таа смисла организацијата во Струмица решава со Струмичкиот конгрес од април 1904 година да направи еден ваков акт, еден ваков чин, напад за да ја подигне свеста кај светската јавност, кај европската јавност, но и да ги
потисне, да речеме, да даде притисок на властите дека треба да ги спроведат реформите во Македонија. Тоа е во суштина овој случај, меѓутоа се многу по-комплексен е во детали кога би го... Тоа ќе го видиме во филмот и ќе дознаеме многу повеќе. Ајде може да видиме инсерти, да гледат видиме гледачите инсерти од филмот. Наскоро ќе биде нели неговата премиера. И сега да им објасниме спојката на гледачите заедно со Кире и Ленче, иако таа го знае уште од мало, уште од дете, ама како се случи токму Ленче Куќич да ја пее песната за Ристоман Попчевски? Па Ленче Кукич... Или имаше друг избор или немаше друга алтернатива? Ленче Кукич е еден од најдобрите вокали во Македонија, посебно за старите македонски песни, така да изборот беше нели очигледен. Инаку можем да спомнам за самата песна, за историјата на народната песна за Ристоман, која што прв пат ќе ја слушнеме овде во емисијата. Значи уште кога Ристоман Попчевски е обесен за чинот кој што го прави, тој е обесен од осуден на смрт од османлиските власти, обесен. Уште тогаш се прави нели народниот пееч ја пишува таа песна за Ристоман Попчевски, каде што го пеува неговата Голгота, и таа песна се шири во Гевгелиско, во Струмичко, во овој дел од Македонија. Кон нас оваа песна конкретно која што ние ја обработуваме, значи ова е народна песна, не е ново компонирана, туку е обработка на народна песна. Песната е запишана од Петар Даутов од Велюса, а тој ја слуша од неговата мајка Македонка Дутова од Велюса, така што во таа смисла ние доаѓаме до ова песна. Инаку треба да спомнам дека Иван Котев, фолклорист од Струмица, има тој нели има запишано повеќе верзии за народната песна за Ристоман Попчевски. Во оваа книга има овде околу 7-8 верзии на самата песна. Така. И сега, како се случи? Како беше кога прв пат ја слушна песната? Па најпрво да кажам дека еве изразувам јавна благодарност што Кире ми ја укажа таа чест и јас токму да ја испеам оваа песна. Историскиот дел го кажа, како што рече и претходно, ние фамилиарно, значи јас Кире го знам од детенце, ги поздравувам неговите родители Роберт и Мирјана Ѓоргиеви. Така, инаку на гледачите да им кажем дека Роберт е наш колега, не на Ленче, туку наш колега. Така е. И ми беше чест кога ми ја укажа можноста јас да испеам песната. Да ви кажам, во оваа песна веќе Кире ја објасни тегобата и маката која што е Ристоман Попчевски ја доживеал за овој чин што го направил. И има во некои моменти во песната, сега ќе слушнат гледачите, дури јас самата се вознемирувам, значи има некој момент од песната каде што се вознемирувам како да не ја испеам, нели? Ја осеќам како мислам да сум била јас во тоа време и би кажала и за музичкиот дел, нели, Иван го направи аранжманот на песната и во оваа песна благодарност изразувам јавна и на нашите колеги на Благојче Трајковски, кој што го свири кларинетот во песната, и на Гоце Димевски, или познат меѓу нас Гоце Синтезис, го свира кавалот. И една убава екипа, така да врвни музичари, и мене ми беше чест што ја доловив токму оваа пеење кое што рече Кире, значи испеана песна од на госпоѓата, како рече, Македонка Даутова, значи тоа замислите од кое време во кое време се зборува. Песната е стара 120 години. Значи после 120 години јас ја имам таа чест да јас сум слушала и други преработки на песната, ама еве јас имам таа чест, значи после толку години јас да ја донесам песната. И песната ќе биде дел од нели филмот и сето тоа што ќе го следи филмот. Музиката за филмот цела ја работи Иван Куќич, и тоа да го кажеме. Јас сега да не ми замерат гледачите, значи нема да зборам бидејќи немам стручна подготовка, ама лаички го зборувам. Аранжманот кој што Иван го има направен, сам по себе се раскажува приказната. Баш така, да. Гледачите имаат можност да го слушаат. Значи има една убава градација и ако ја знаеш приказната, а ја научив приказната, односно ја слушнав од Кире, и без пеењето, самата музика и самиот аранжман зборува самиот за себе и за тоа што се случува. Секогаш е така, всушност, кога се прават документарни филмови, музиката има многу голем дел и ја раскажува, приказната е подкрепа, така што јас верувам дека гледачите кога ќе ја слушнат
песната, еден дел од филмот веќе ќе го имаат доживеано. Кога се планира премиерата и како е испланирано сето тоа? Се уште работиме на документарниот филм, не можеме конкретно да речеме кога ќе биде промоцијата, но секој ќе бидат сите заинтересирани известени. Се надевам дека ќе има интерес за документарниот филм, бидејќи си има конкретна цел. И треба да спомнам за документарниот филм дека е финансиски поддржан од градоначалникот Костадин Костадинов и општина Струмица. Така што сме благодарни што можеме да го реализираме овој проект. Секако за секој проект мора да има финансиска поддршка. Без тоа ништо не може. Инаку размислувавме дали да биде кога ќе биде филмот готов или не, ама едноставно немав трпение да го споделиме тоа со гледачите и да им ја дадеме ексклузивата, посебно кога имав приликата и честа да ја слушнам песната за Ристоман Попчевски. За филмот повторно ќе дојдат? Па ќе дојдат повторно за филмот или ќе отидеме ние на премиерата. Да, и тоа е добро. Така е дека во филмот крајното, мислам, финалниот дел ќе биде спотот со песната за Ристоман Попчевски. Веќе се подготвува. Да, се спрема. Мислам, тоа се финалните веќе работи се. Јас сега не би зборувала, Кире знае што се, како кога ќе биде, но тоа ќе биде наскоро и се радувам што оваа млада популација така размислува и така твори. Се радувам. И ја чува нашата традиција, инаку, како што реков, Кире од неодамна е наставник по историја. Има што да научат новите генерации од него во две училишта, така? Да, во Сандо Масов Струмица и Гоце Делчев Велјуса. Поздрав и до моите ученици и колеги. Јас работам од февруари месец ова година и е благородна професија, искрено. Убаво ќе ти тргне и ние почнавме од февруари да ја работиме емисијата, значи и тоа на родителот Гоце Делчев, значи ќе ти тргне убаво. За крај имам едно прашање. Беќе ова е прекрасна иницијатива, прекрасна идеја да се документираат животите на македонските револуционери. Дали може би ова се замислува како еден тип на серијал и дали може да се опфатат и револуционерите кои што се заборавени и од други градови, бидејќи има многу ликови кои што направиле многу за нашата татковина, но некако се заборавени од времето. Јас искрено се надевам дека ќе биде така, се почнува од прв чекор. Првиот чекор е овој документарниот филм за Ристоман Попчевски, меѓутоа се надевам дека ќе можеме да работиме на проекти за многу други локални револуционери војводи, кои што се споменате во книги, во литературата, меѓутоа јавноста пошироко можеби не толку знае за нив. Може да има некој споменик има многу бројот на револуционери кои ќе ги локализираме е преголем. Навистина Македонија во османлискиот период има многу, да речеме, своји синови кои што го положиле својот живот и го ризикувале за таа кауза слободата на Македонија. Тоа зборува за борбеноста на македонскиот народ и оној вечер непокор. Сега мора да искористиме. Историјскиот дел, што се случува во сегашноста. Значи, рековме, песната за Ристоман Попчевски ќе ја слушнеме за кратко. Повод за брзо ќе не биде спотот откако ќе биде готов. Што друго се случува? Наградите ги споменавме. Така, кај нас секогаш нешто се случува. Сега настапите кои што следуваат, кои што ги најави во Шведска и во Суботица во Србија, и морам да кажам дека веќе љубителите што ја сакаат нашата музика, поточно за Ленче и за Горан, да им најавам дека веќе ние се спремаме за новата година. 31 ќе бидеме во Охрид во хотелот Олгица. Значи нема застој. Готови сте распродадени до крајот на годината. Така е. Блазе им на сите што ќе бидат во Охрид. Уште 2 месеци доаѓа новата година, така да веќе преговорите почнаа. Мислам, ние сме веќе договорени, значи во нашата музика ќе можат да уживаат токму на највеселата ноќ на 31 во хотелот Олгица во Охрид. Како поминавте, Горан ги кажа впечатоците кои се наленче впечатоците од Австрија? Прекрасно. Па тоа секогаш сите, мислам дека нема луѓе на кои што не им се случува тоа кога ќе ја сменат сликата и кога ќе видат малку разонода, би кажала. Прекрасно бевме угостени со наши гости, бидејќи тоа беше македонско-српска забава, така да беше, како да кажам, и балканска забава. Прекрасно Шведска беше. кога да повториме датумот, да знаам нашите гледачи таму? Да, сега на 2 ноември, уште малку, уште неколку
Значи за два викенди, не следниот. Да. Во Трелиборг ова го организираат македонскиот клуб Пелистер и ќе бидеме заедно јас и бендот Тип Топ. Значи, еве јавна покана, сите нека дојдат да си уживаме, да си пееме, бидејќи јас повеќе пати сум рекла дека убавото и песната остануваат и позитивните работи. Другото се, дури да кажам, не е битно. Токму така. Слушнавме, ама тоа здравје следната година ќе бидете и на фестивалот на Гора на Лачки. Тоа сакам да го кажам, дека во тек е снимањето. Ние сме исто учесници на тој фестивал и голема благодарност до Гора на Лачки што секоја чест за него, за таа волја, за таа организација, секој му чест, јавно кажам, секој му чест. И ние му благодариме што толку вложува и прави за македонската музика. Да, секоја чест. Ќе биде набрзо, тоа е на Спасовден наредната година. А веќе во тек е снимањето, ќе имаме многу интересни песни. Јас би кажала за мојата дека ќе биде актуелна во некои моменти од годината, бидејќи ќе се вика Ракија се пече. Ракија се пече. Да. Значи, тоа е актуелно во текот на целата година. Мислам дека ракијата кај нас е задолжителна на трпеза. Поздраве, вчера ни беа Валандовчани да ја најават ракијадата во Валандов. Тоа ќе биде хит песна за сите они љубители на ракија што печат на овие казаните и јас се смеам со Гора на Лачки, велам дека нема каде нема да биде отпеана песната. Казанот ќе се отпева со таа песна. Ракија се пече. Токму така. Так. Реков дека ќе кажам од неделава, Ленче беше многу вредна додека се слушавме договараме, ама нема да кажам колку беше вредно, освен дека правеше и торта неделава, имаше повод за тоа. Татко ми имаше роден ден и правев торта и јас се извинувам гледачите, Зоран Георгиев ми е многу другар и ние се слушаме многу често и жалам што во емисиите тој секогаш ми кажува и на моите приватни работи, кога се слушаме околу емисијата, јас од него заборавив дека во тортата има јајца, да ви кажам право. И викам ајде пријатно, нешто ми фали на тортата и замислете тортата без јајца ќе беше. Ама на крај Ја зазборуваш Ленче на телефон. Зборува како со мене, значи тоа нема еве гледачите гледат, видите во емисијата колку се зазборевме. Па се зазборевме, гледачите, јас сакам да си знаат се што не се случува и така мора да ги информирам. Битно е дека бидна тортата, нека е среќен роден денот и да му се множат годините. Мојот татко наполни 77 години, има пријатели кои што го знаат и кои што се во Скопје и насекаде во Македонија. Мојот татко е иначе Асен Дедејски. Дедејски, ги има многу дедејски. Да. Ви благодарам многу, Кире, благодарам многу и на тебе за овие убави информации, за тоа што го правиш за македонската историја и верувам дека ќе имаме прилика да се дружиме со многу нови вакви проекти и нови приказни, односно не приказни, туку вистински настани кои што ќе не ги зачуваш и споделиш со пошироката јавност. Благодарам на вас за поканата што ја давате таа можност да го промовираме овој документарен филм. Ни беше задоволство. И народната песна. Така, и сега веќе време да ја слушнеме песната за Ристоман Попчевски во интерпретација на Ленче Куќич, аранжманот на Иван Куќич. Така. Уживајте, вистинска приказна. Четврта година ај решил сам да загина жртва за народо ај решил сам да загина жртва за народо тргнал Ристоман Попчевски чудба да направи награбил се динамита бомби во
go odvele vo Soluna, tam go osudile. Go